Регистриран е првиот случај на заболен од западно-нилска треска, кој се пренесува преку убот од играсти комарци, кои најчесто ги има во близина на застојани водни површини, канали и слично. Заболеното 6-годишно дете од Скопје се лекува на клиниката за инфективни болести и е во добра здравствена состојба. Детето не престојувало надвор од Македонија, но најверојатно е каснато од комарец кој е дојден од некој од жариштата каде го има вирусот. Ова е прв пат во Република Македонија да биде регистриран случај на заболено лице од западно-нилска треска. Сепак може да се каже дека ова беше очекувано, заради тоа што подолг период веќе овој вирус беше регистриран во нашите околни земји, во Грција, во Албанија и во Косово. Заради тоа и ние во Република Македонија ги преземавме сите превентивни мерки или мерки кои што ќе ни овозможат детектирање на постоењето на овој вирус. Набавивме соодветни реагенси и сме целосно имаме набавено терапија која што се применува во лекувањето на овој вирус. Првичните резултати од испитувањата што се направени вчера со земање примероци од комарци во Скопје покажуваат дека ваков тип на комарец нема, но со 100% сигурност утре ќе може да се каже дали станува збор за комарци кои се веќе во Македонија или пак за комарец од некој од жариштата каде што го има овој вирус. Во текот на вчерашниот ден Министерството за здравство свика вонредна седница на Комисијата за заразни болести, на која е разгледана новонастанатата ситуација. Прв заклучок кој што го донесе комисијата е да се врши задолжителна етиолошка потврда на вирусот Вест Найл кај сите фебрилни пациенти, односно пациенти со висока температура, со кои што имаат засегање на централниот нервен систем и други невролошки манифестации. Во насока на навремено превенирање на ова заболување, Комисијата за заразни болести донесе заклучоци и за информирање на населението за потребата од примена на лични превентивни мерки за заштита од каснување од комарец, како што се употреба на репелентни заштитни средства, тоа се средства против комарци, заштитни мрежи на врати и прозорци, како и избегнување на подолготрајно изложување на отворено во периодот на изгрев сонцето и во периодот на зајди сонцето, кога е најголема активност на комарецот. Вирусот може да помине и без да покаже никакви симптоми, а 1 на 150 случаи има силни симптоми од овој вирус. Тие, како што појасни директорот на инфективната клиника Звонко Миленковиќ, се јавуваат во две форми. Едната е блага фебрилна болест, значи со покачена температура, но и други општи симптоми кои што наликуваат на грип. Односно, вие во изминативе периоди имавме прилика да се запознаеме кои се тоа симптоми, тоа се главоболки, температура, можни трески, изнемоштеност поизразена, болки во зглобови, зголемени лимфни јазли и така натаму, кои што во ништо не се разликуваат од другите клинички синдроми со покачена температура со кои што и досега се сретнувавме, но различен е само индукторот, различен е само причинителот на овие клинички симптоми. И следната форма клиничка, тоа е најтешката, тоа се невроинвазивните варијанти, кои што најчесто одат со клиничка слика на воспаление на мозочните обвивки, односно мозочниот паренхим. Во Скопје, каде е констатиран овој случај, навремено и согласно сите стандарди е извршена дезинсекција.